Шведска и Финска поднесоа барање за влез во НАТО во мај 2022 година, 3 месеци по целосната инвазија на Русија на Украина. Финска се приклучи минатата година, но Шведска се уште чека. Унгарија е последната земја членка на НАТО, што допрва треба да го ратификува пристапот, откако Турција го даде своето одобрение на почетокот на овој месец. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен ја повика Будимпешта да действува брзо. Sweden brings tremendous capabilities to the alliance in every domain. Шведска носи огромни способности за алијансата во секој домен. Унгарија сега ќе мора да делува за да го заврши процесот на пристапување на Шведска. Но целосно очекувам дека тоа ќе се случи во следните недели кога ќе се собере унгарскиот парламент. Унгарските пратеници од партијата на премиерот Виктор Орбан постојано го стопираат гласањето за кандидатурата на Шведска за НАТО. Минатата недела Орбан рече дека сега го поддржува пристапувањето на Шведска и дека пратениците ќе гласаат за ова прашање кога повторно ќе се состанат во февруари. Пратениците од опозицијата побараа вонредна седница на парламентот, но претседателот на парламентот рече дека не гледа итност во одржување на гласањето. Пратеници од партијата на Орбан изразија гнев кон Шведска поради критиките за назадување на демократијата на Унгарија. Magyarországi parlamenti képviselők azt gondolják, Начинот на кој шведската политичка елита ја напаѓа Унгарија во последните 10 години во врска со неколку мерки, создава основа за да побараме дополнителни политички консултации од швеѓаните, бидејќи се работи за тоа да се заложиме за заеднички воен сојуз. Унгарија се обидува да се засили дипломатски. Viktor Orban wants to remind Мислам дека Виктор Орбан сака од време на време да ги подсетува западните земји, велејќи им не критикувајте затоа што имаме карти. Ние не седиме на маса без карти. Затоа бидете внимателни кога се обидувате да не критикувате за корупција, за прашање за владење на правото или за квалитетот на нашата демократија. Шведскиот премиер минатата недела ја одби поканата од Орбан да започне преговори во Будимпешта за незината апликација во НАТО. Двајцата лидери треба да се сретнат на самитот на Европската Унија во Брисел в четврток. Во меѓувреме, Русија овој месец рече дека ќе преземе одмазнички мерки, доколку Шведска се приклучи на алијансата.